Добар ден, криптоентузијасти, малку подоцна, но не е заборавено, како што ветивме, секој од нашите видеа е секогаш обработено на нашиот канал, па така и дедоларизација и БРИКС, кое што моментално длабоко се совпаја со оно што се случува во Мурик. Така да ова ќе биде една комбинација помеѓу најновите вести за тарифи, како во Гериатрија 7, така и кон БРИКС и нормално што ова понатаму практично барем според нас води во економијата на светот. Како и секој што самиот почеток, еден краток вовед. За оваа недела реално немаме програма, затоа што се спремаме за во Македонија, така да имаме некои обврски кои што треба да ги завршиме заедно со предавањето кое што ќе го имаме во Велес. Значи, како што кажавме, денеска го добивате видеото за дедоларизација и БРИКС, направено на 4 февруари, вие го гледате моментално на 5. Истото веќе беше достапно за нашата Patreon заедница еден ден порано. Сите оние кои што гледаат нашиот канал, сега веќе можат да ги следат и нашите портфолија. На самата наша страна, од лева страна овде, ќе ги најдете овие два линка. Тоа се линковите до нашите портфолија моментално и ќе може во живо да ги следите сите промени. Истите. Дополнително, битна работа, како што веќе напоменавме, е во Featured Events, како што може видите и сами. Настанот кој што треба да се одржи во недела во Велес, така да ги повикуваме сите гемиџи, веќе има доста пријавено. Значи очекуваме повеќе од 200 луѓе да дојдат на нашиот настан. Сакаме да се запознаеме со вас, значи работаме да направиме еден митап на оваа голема заедница која што моментално ја градиме. Идејата е да имаме во меѓувреме и предавање, тоа ќе биде од 5 часот. Во текот на денешниот ден очекуваме дека конечно ќе бидат постирани во истата оваа група, значи за следете го во евент, каде што го покажавме на самата страна на Facebook, со цел од сега па натаму сите вести кои што ги имаме за самиот евент да може да ги добивате, така да наскоро верувам дека денеска ќе бидат објавени. Мапа за тоа како да стигнете до самиот евент, каде потенцијално да паркирате, се што ви е потребно да знаете околу самиот настан. Дополнително што ќе напоменеме, значи тоа ќе биде на 9 февруари во 5 часот попладне во кафе бар Пијано. Значи ќе имате се околу се тоа, не се секирајте, само дојдете на истиот овој настан на нашата страна и овде ќе го имате како пост сето тоа што ви е потребно во наредните неколку денови. Така да ве очекуваме да го изреализираме ова. Верувајте ми, презентацијата е одлична, се надам дека ќе уживате нормално како и секогаш. Дополнително, после ова предавање од 5 часот, ќе имаме кратка сесија прашање, доколку некој има нешто да праша, и потоа локален бенд ќе не забавува малку со ексио музика. Тоа можеме да најдеме, сега нели да не пребираме на крајот од денот, пак станува збор за мало градче. На крајот од денот, значи, пак ќе напоменам се тоа што гледате моментално, целото ова патување наше дома, како и организирање на овој настан, е финансирано од нашата Patreon заедница. Patreon заедницата е практично организација која што моментално се обидуваме да ги собереме сите македонски инвеститори под еден кров, каде што без шилање, без никакви дополнителни глупости, нема анонимуси, нема лажење, нема продавање, нема ништо. Овдека сме само за размена на едукација и информации. Со тоа што секој од овие моментално би рекол членарини ни помагаат финансиски да го подигнеме каналот на уште повисоко ниво, да организираме ваков тип на настани и нормално да можеме што повеќе да се среќаваме со нашата заедница. Со тоа што официјално, значи во овој период од 10 дена, од 5 па до 15 февруари, ќе оставиме период во кој што секој од вас потенцијално ќе може да проба како е да се биде бесплатно дел од нашата Patreon заедница. Така да, на нашата страна, официјално, кога ќе погледнете, овдека ќе ви даде опција за free trial. Значи, на тој начин ќе можете нормално да видите 7 дена како е да се биде дел од нашата Patreon заедница бесплатно. Кои се вашите привилегии? Прво, како што кажавме, имате пристап до нашите чатови, кои што се полни со информации, значи овдека на вистина активно работиме сите заедно, со информации, со едукација, секој допринесува колку што може. Дополнително, овдека го имате и чатот на CryptoPhil. Значи тоа е посебен чат на кој што CryptoPhil ја објавува целата своја работа, понатаму кога ќе имаме mining и farming, нормално повеќе ќе работиме на овој чат. Имате сесија со мене еден да го сакате да закажете, имате директни пораки до мене кои што јас ги одговарам еднаш дневно и сите материјали ги добивате порано. Ова видео кое што вие го гледате денес, веќе вчера во вечерните часови беше достапно за нашата Patreon заедница. Дополнително, значи имате еднаш во месецот лайвстрим на Microsoft Teams кој што е за сите наши Patreon членови
и каде што разговараме за сите нивни прашања, проблеми и така натаму. Така да ова е на некој начин се што добивате со членството во Patreon. Како што кажав, значи слободно можете да дојдете и да видите како е да се биде дел од оваа заедница бесплатно во наредните 10 дена. Дополнително сите оние кои што се веќе дел од Patreon заедницата, со цел да им олесниме и понатаму оставаме опција каде што ќе може потенцијално да земат свое членство на годишно ниво со крипто. Ова се трите адреси. Ако имате потреба некоја друга, потенцијално, нели, ќе изреземе во пресет, не е проблем. Идејата е, нели, на крајот од денот да ви помогнеме, затоа што имате проблеми со сметките, значи поради некоја причина, некои банкарски сметки не дозволуваат трансакции кон Patreon, да можете да направите годишно членство и да не треба да се грижите понатаму. Нормално 20% попуст од натаму останува. И овдека имаме нормално онлайн кооперацијата, Gamigia кооперација, последната нарачка за овие два артикли. Ќе ја нарачаме сега во Велес, значи во локална конфекција која што ќе ги изработи овие два продукти и ќе ги доставиме на сите оние кои што нарачале во наредните 2 максимум 3 недели, зависи како ќе стаса нарачката, а во текот на овој месец очекувате дека ќе имаме и следни да речем Gamigia артикли, нешто ново, нешто интересно, така да кога ќе бидат изработени ќе ги објавиме овде, така да следете оваа страна со цел да имате, нели, преглед на она што моментално го правиме околу оваа активност. А во секој од нашите видеа во дескрипција може да најдете линк и до нашата Patreon заедница и до нашата крипто Gamigia кооперација. Така да тоа е околу воведот, сега можеме да почнеме околу главната тема. Како што кажаме, значи денеска ќе направиме краток осврт на досегашните тарифи на Трамп и како тарифите на Трамп моментално, јас барем лично верувам и ќе ви покажам дека можат уште толку да забрзаат дедоларизацијата, не обратно, и уште толку да забрзаат поделба на светот на блокови, посебно кога станува збор за меѓусебно тргување. Сега да почнеме од самиот почеток, значи на самиот почеток би сакал прво да објаснам, нели, што се случува моментално во гериатрија 7 делот, затоа што на крајот од денот да не заборавиме дека Трамп прво почна од своите, така да секоја му чест, браво. Значи ако сеќавате на самиот почеток на овој месец пред 3 дена, Трамп објави дека ќе стави 25% тарифи на Мексико и Канада и 10% тарифи на Кина. Ова веќе го објаснивме, ако не сте го погледнале, погледнете го лайвстримот во понеделникот вечерта, каде што објаснивме дека ова беше буквално потек со кој што се обидува да ги заплаши првенствено своите сојузници да прават тоа што он ќе каже. А од друга страна јас верувам дека ова на долг рок е сосема друга игра, за која што ќе поразговараме малку подоцна во ова видео. Значи гледаме дека тоа беше успешно. Така, значи во понеделникот вечерта видовте и сами, значи заедно го проследивме тоа, дека ова практично ова закана за потенцијални тарифи предизвика страф, затоа што истите требаше да стапат на сила практично на трети вечерта, кон четврти, и нормално што добивме ситуација во која што неговите сојузници ги исполнија сите негови барања. Првенствено едно барањето беше да се стави огромна количина на мексиканска војничка гарда, да ја чува границата со Америка, затоа што тоа досега не беше направено, со тоа што нормално претседателката на Мексико веднаш се нафади на тоа. Станува збор за 10.000 војници, нема да налогуваме премногу, но идејата е дека практично на овој начин успеа да ја зајача контролата врз јужната граница на Мурика. Дел од ова знаеме дека е буквално фентинел криумчарењето, тоа е она синтетичка дрога која што доаѓа од Кина и во најголеми зборуваме тони влегува во Америка преку мексичката граница. Така да тоа беше главната причина поради која што нормално ова го искористи како оружје да покаже дека има сила во однос на економски инструменти да ги принуди своите сојузници да прават тоа што он сака. Веднаш потоа во текот на истиот ден се постигна договори со Канада. Значи Канада беше практично на некој начин слична ситуација. Од следење на примерот од Канада и договорот помеѓу Трудо и Трамп доведе до слична ситуација во која што и Трудо исто така назначи пак околу 10.000 војници кои што ќе чуваат границата помеѓу Мурика и Канада. Иако станува збор за премногу мала количина на фентинел, премногу мала количина на имигранти кои што моментално влегуваат во Мурика преку Канада, сепак на крајот од денот ова беше барано. Пак затоа и велам, значи ова што моментално беше од Канада барано беше смешно, значи практично нема потреба, но како и да е, значи беше направено од аспект да се принуди Канада тоа да го прифати.
А уште еднаш, како што кажеме во лајстримот во понеделник, верувам дека главната причина беше сите, без разлика пријатели и непријатели на Мурика, да гледаат дека ова моментално функционира. И двете 25% тарифи беа одложени за 30 дена, во однос со тоа како нормално ќе се одвиваат овие преговори помеѓу Мурика и Мексико и Мурика и Канада. Сега гледаме дека има напредок и се надеваме дека истиот ќе продолжи, затоа што пак ќе кажам. Значи тарифите генерално се лоши за двете страни, затоа што двете страни дефинитивно ќе имаат лош ефект во сопствената економија од истите. Дополнително да не забораваме дека компаниите се тие кои што на крај практично ја сносат штетата од овие тарифи, како што ќе покажавме во понеделничкиот лајвстрим. Значи не државите, самите компании и секојдневните потрошувачи ќе бидат тие кои што ќе треба да платат многу поскапо за продуктите кои што претходно не биле тарифирани. Сега, јас уште еднаш ќе напоменам. Јас сум длабоко уверен дека ова што моментално гледаме е игра која што допрва ќе трае. Верувам дека ова што моментално го видовме е само почеток. Јас и понатаму сум убеден дека тоа што на почетокот го спомна Трамп е една од главните цели кои што сака да ги постигне во неговото претседателство. Меѓу кое е нормално Канада да стане 51-та земја на практично земја членка на Обединетите американски држави. Второ, да не забораваме дека истото го назначија и за Гренланд и за Панама. Ќе објасним уште еднаш кратко зошто, доколку не сте гледале, погледнете го последното видео за геополитика и крипто на нашиот канал, тоа беше лајвстрим, каде што детално објаснивме кои се причините, овдека само на кратко ќе го објасниме тоа. Со припојување на Канада и Гренланд, ефективно Америка ќе има контрола врз целата северна хемисфера, врз се што поминува во целиот овој регион. И да не забораваме дека клучно за ова да биде целосно под контрола на Америка е Панама и Панамскиот канал повторно да бидат во рацете на мориканците. Така да верувам дека тоа е долго, да речем, играта на долг рок на Трамп е да се припојат на било каков начин или да се стави контрола врз овие територии, барем за време на неговото претседателство. Како што кажавме, значи било која од овие рути кои што водат од истокот кон западот, значи било која, поминува преку или Панама или пак преку Северниот пол. Со тоа што Северниот пол се повеќе и повеќе станува клучно место за така речено рути на трговија и на транспорт, со тоа пак ќе напоменеме претходно само овој дел околу 20% од Арктикот беше во рацете на американците, колку што следува на американците заради тоа што ја поседуваат Аљаска. Они сакаат половина од Арктикот, а тоа може да го добијат само ако Гренланд и Канада се дел од Мурика на еден или на друг начин. Затоа што моментално имаме топење на глечерите на Арктикот, овдека се отвараат се повеќе и повеќе рути, кои што моментално Русија апсолутно ги искористува, а Америка сака да го направи истото, да не зборуваме колку само дополнително има газ и нафтени богатства, колку само има рудни богатства на Гренланд, сето тоа Америка сака максимално да го искористи. Значи, од еден аспект имате огромна количина на природни богатства, друг аспект имате рута која што допрва ќе се отвори за транспорт помеѓу сите овие континенти, значи Европа, Азија, Северна Америка, и да не забораваме исто така сите овие рути кои што поминуваат помеѓу Панамскиот канал, кој што е најблискиот пат од западот кон истокот помеѓу овие два континенти. Така да тоа е тоа што моментално Америка се обидува да го добие и јас верувам дека тоа е играта на долг рок. Дополнително не заборавајте дека Трамп исто така најави дека следни на мета се гејропејците. Значи цела негова алијанса го јаде прво, допрва ќе чекаме да се случи истото и со неговите непријатели. Односно во оваа ситуација, знаете сами, значи иако он го користи ова како пак ќе кажам, значи ова е само заплашување, на крајот од денот он зборува дека него му се битни оние трговски дефицити, затоа што знаеме и сами дека Америка многу повеќе увезува отколку што извезува. Дел проблем од ова не е фактот дека овие земји не сакаат да купат. Дел од овој проблем е тоа што Америка оддамна направи аутсорс, односно го премести своето производство во земји кои што имаат многу помала или многу поевтина работна рака, без разлика дали се Филипините, Кина, Јужна Кореја, било каде од овие земји. Значи идејата е дека сега наеднаш сакаат да извезуваат повеќе, а нема што, они се главни увозници од светот. Така. И сега нормално сите се криви затоа што имаме дефицит на
практично извоз од Америка кон овие земји, наспротив она што го увезуваат од истите. Како и да е, значи сега моментално се обидува да ги стави ги европейските земји под контрола, целосна. Прво со тоа што инсистира секој од нив да плаќаат 5% за нивното членство во НАТО од буџетот на земјата за одбрана. Каде ќе одат овие 5%? На крајот од денот повторно ќе одат во Лок Мартин, значи ќе одат во оние огромни капацитети за производство на одбранбена техника, оружје и така натаму во Мурика. Така да затоа Трамп се обидува да го крене овој буџет претходно од 2% на 5% за членките на НАТО, да едноставно ги полнат джебовите на оние кои што произведуваат оружје во Мурика. Сега, да го тргнеме тоа на страна. Нормално, Трамп сака дополнително да биде главен, така речено, увозник на нафта и газ во Европа. Да не забораваме на фактот дека овој нафта и газ е 3 пати поскап од рускиот, на тој начин се обидува целосно да елиминира Русија од потенцијална соработка и понатаму со Европа. Со тоа што Европа наводно се спрема да се брани, као наводно ќе имали они своји да речем мерки со кои што ќе се бранат против Америка. Тоа е малку научна фантастика, не заборавајте дека целата одбрана на Европа зависи од Мурика. Ако Мурика ја остави Европа, Господ нека им е на помош, не Русија, туку Мароко и Алжир ќе ги освојат. Но како и да е, нема да налегуваме во тоа премногу, пак ќе напоменам, ова што го гледаме е уште еднаш стандардна техника на заплашување. Дури ако потенцијално некој од овие камати, овај тарифи се применат, знаеме дека ова ќе биде болно за двете страни. Значи и Трамп е свесен за тоа, во понеделничкиот лајвстрим тоа го покажавме, буквално во моментот кога ги потпишал овие три тарифи против Канада, Мексико и Кина, значи истиот кажува дека е свесен дека ова ќе донесе болка, односно нели ќе донесе негативни резултати на пазарот и во Мурика, затоа што на крајот од денот сите тие компании зависат од увоз на делови или готови продукти од сите овие земји кои што се по тарифа. Па така и Европа, кој што е еден од најголемите партнери за трговија на Мурика. Сега, како ова ќе се одигра, џабе е да харикираме се додека не видиме што ќе се случи. Значи, пак ќе кажем, еве Гериатрија 7, он у првите 10 дена успеа да налути добри 90% од нив. Секоја чест само нека продолжат, гледаме колку голема слога има во Гериатрија 7. Значи, пак ќе ви напоменам, ова е крај на една империја. Не е дали ни се допаѓа нас или не. Моментално, ова според мене, каква е мојата проценка, е дека Мурика се обидува што може максимум да искористи од оваа империја во колапс, да си завземе што може поголем дел пред се тоа да пропадне комплетно и на тој начин да има, пак ќе кажам, значи некоја стратешка позиција која што и дава основа за и понатаму да има голема сила во светот. Мене ова, ако ме прашувате, ми личи малку на источно и западно римско царство, каде што западното римско царство се обидува што може повеќе да загарби од моќта, источното римско царство е оставено како и во времето на Византија, да се брани самото, како знае уме, од било кој од овие страни кој што моментално ќе го нападне. Ете, буквално така ми изгледа и сега дали сум во право, времето ќе ни покаже, но верувам дека тоа е она што доаѓа. Еве, и затоа велам, значи, ако они беа алијанса, немаше да имаме вакви драми. На крајот на денот, алијанса треба да биде способна да седне и да ги реши своите проблеми цивилизирано, а не со тарифи и со стапот, така. Како и да е, мене ово многу ми одговара, само нека продолжи. Вака јас ви кажав, уште на самиот почеток кога разговаравме прв пат за тоа кои се позитивни и негативни страни од тоа да биде одбран Трамп. На крајот од денот, овој орангутан е крајно позитивен за крипто во Америка, што може нас да ни донесе профит, но реков дека за се останато овој човек е еден голем проблем. Така да имајте го тоа во предвид. Денеска нема да разговараме за воени конфликти, тоа е една битна работа која сакам да ви ја спомнам веднаш. Значи, очекувајте дека за воени конфликти ќе имаме ново видео, затоа што има премногу материјал, што се случува во Газа, што се случува во Украина, преговорите помеѓу Мурика и Путин, дополнително моментално, еве како што го зборуваме ова, во исто време и Трамп моментално преговара со Бенџамин Нетањаху, значи касапот од Израел. Така да се тоа моментално се случува и дефинитивно ќе треба да има свое видео, но нели, чекор по чекор гледате дека работиме колку што можеме побрзо, на крајот од денот и ние сме ограничени со време и со нели ресурси, така да не се кидете, се ќе добиете чекор по чекор, само останете трпеливи на нашиот канал. Следна битна работа за која што треба да разговараме е тарифите кон БРИКС и нормално кон источниот блок. Значи, се повеќе и повеќе, јас пак ќе напоменам, гледам дека се создаваат нови блокови. Со тоа што сега
овој западниот блок е многу помал, многу по да речем раздвоен помеѓу себе, за разлика од источниот блок кој што гледаме дека се повеќе расте. Дали тоа ви се допаѓа вас или не, тоа воопште не е тука воопште прашање, се разбираме. Значи видливи се работите, без разлика колку вас тоа да не ви се допаѓа, без разлика колку и да има коментари од типот добро де кои се новите членки на БРИКС. Добро еве ќе видиме. Значи БРИКС има нови членки секоја година, а гледаме дека гериатрија 7 и така сложната моментално се распаѓа по сите шавови. Така да, нели, тоа е реалноста, пак ќе напоменам, без разлика дали на северџаните им се допаѓа или не. Сега, битна работа, која што исто така мораме да напоменеме, е дека имаме и 10% тарифа врз Кина. Значи, истата беше, тоест веќе е во сила, значи започна, како што веќе кажавме, на полноќ помеѓу 3 и 4 февруари. Сега интересна работа е тоа што и Кина нормално најави дека ќе направи соодветно враќање, така речено, на ова што го направи Америка, со тоа што моментално дури има точно напоменато што ќе биде тоа. Само да го најдам дел да ви го објаснам. Прво гледате и сами, значи, ова не значи дека ќе биде само тарифи, ево тоа што ви го кажувам. Значи, вие не можеме да знаеме што да очекуваме од другата страна. Другата страна, во оваа ситуација Кина, вели ќе го истражуваме Google, односно ќе пара дали Google има направено некакви престапи на територија на Кина. Така, ова е нешто што никој не може да го препостави, се додека владата на, тоест во оваа ситуација, нели, како рековте вие, комунистичките окупатори или како и сакате да ги наречете, диктатори, наложуваат дека моментално ќе истражуваат околу оваа компанија. Дополнително вели 15% на јаглен и LNG, значи оној природен газ, и 10% на нафта и машинерија за агрикултура, за земјоделие, и large engine cars, значи ова се камиони и така натаму. Така да ова е за почеток на што ќе има тарифи, со тоа што ефективно двете страни веќе започнаа со тарифи. Дали ќе имаме или не трговска војна останува да видиме. Значи моментално се очекува да разговараат Ши Џинпин и Трамп. Уште еднаш ќе напоменам, како што тоа го напоменавме во понеделничкиот лајвстрим. Се уште е кинеска нова година. Голем дел од фабриките се затворени, голем дел од бизнисите се затворени, самата берза горе-долу да не функционира нешто посебно. Дури на 12 февруари ќе знаеме колку ќе биде реалниот ефект од овие препирки помеѓу Кина и Америка. Значи за сега се уште се некако виси во вода, пред целосно отварање на пазарите, почнување со индустрија, тоа ќе видиме дури што понатаму околу овие тарифи, со тоа што, значи да не забораваме уште еднаш, моментално е веќе закажан телефонски разговор помеѓу Ши Џинпин и Трамп, потенцијално може и да се вратат овие тарифи, се зависи од тоа што ќе се разговара помеѓу нив. Така да во следните денови очекуваме да видиме што ќе биде разговорот помеѓу Трамп и Ши Џинпин, за да видиме дали ќе има одложување, ако ништо друго, на овие 10% тарифи и 15% тарифи од Кина. Така да останува да видиме. Уште еднаш, никој не го исклучува моментот дека ќе имаме масивна војна на тарифи и уште еднаш ќе покажам, значи јас верувам дека и понатаму овие тарифи нормално ќе бидат многу по драстични и големи кон непријателите на Мурика, зашто ќе разговараме моментално, за разлика од нивните поданици. Значи нема пријатели, Америка има поданици, обични спахи, башибузу, како сакате. Значи, еве како тоа изгледа. Моментално Трамп најави, нели, со сета сила дека ќе направи 100% тарифа на сите оние кои што се обидуваат да избегаат од доларот. Значи, не е дали он сака, никој не го прашува. Моментално макротрендот и понатаму се движи во таа насока. Односно само прашање на време е кога целосно ќе колабира овој систем на зелена тоалетна хартија. Нема тука дали он сака. Он можеби ќе се обидува да го забави, но на долг рок ова е неодржливо. Посебно кога станува збор за фиктивна валута, која што самата по себе е крајно инфлациона, значи зборуваме илјадници проценти инфлација во последните неколку декади и нормално има само еден принтер и се наоѓа овде. А битно цел свет моментално се води по оваа зелена тоалетна хартија. Сега, прва работа која што треба да напоменеме за БРИКС е дека и понатаму продолжува да расте. Пак ќе кажам, не е битно дали вас ви се допаѓа или не. Значи со последниот самит во Казан, официјално истиот беше зголемен за уште 9 партнер членки, кои што веќе го прифатија партнерството, 4 дополнителни кои што се уште се чека да одговорат, меѓу кои Турција, Алжир,
сега да му тепате, не се сеќавам која е ова, и ова е Малезија, не, Тајланд, и Тајланд. Мада мислам дека Тајланд го прифати партнерството, но како идеја е малку постара мапа, идејата е само да ви покажам дека моментално се повеќе и повеќе расте БРИКС. Ова прцлеваму, заедно со овие две земји, тоа е гериатрија село. Се останато е нормален свет кој што моментално се здружува за да ги земе приоритетите во однос на центри на финансиска моќ. И верувам дека само прашање на време е во текот на нашите животи. Центрите, односно оние масивни финансиски моćни центри како Лондон, како Вашингтон, како Париз и Берлин, ќе се преместат. Следните ќе бидат, јас ви кажав, сакале ви или не, дали ви се допаѓа, тоа воопшто не ме интересира. Тоа е реалноста. Следните ќе бидат, значи, дали ќе биде тоа Москва или Пекинг или Куала Лумпур или пак нели Рио де Жанеиро и Бразилија, останува да видиме. Но дефинитивно нема да бидат, па сигурно нема да бидат Париз, Берлин и Лондон. Тоа да ви биде јасно, овие точки на мапата. Значи, посебно кога веќе нели заврши времето на колониализам. Сега, да видиме дали воопшто е реално. Значи, вие зборувате за некакви си тарифи, некакви си санкции, кои што гледаме дека не функционираат, ако функционираат тогаш и Иран и Русија одамна ќе колабираа и моментално ќе беа, не знам, поразени или како сакате така. Значи гледаме дека тоа веќе не функционира. Прво, Америка нема финансиска моќ овие санкции да бидат применети како претходно. Второ, сега веќе постојат технологии како блокчейн технологијата со кои што овие санкции гледаме дека ефективно се надминуваат. Сега, прво, еве како моментално изгледа во 2024 и 2023 година само, че ова се на некој начин најновите што можев да ги најдам, капацитети на БРИКС со новите членки официјално. Значи имаме бруто домашен производ, парити пер капита, нели сега ова да не навлегуваме премногу, 35% од вкупната количина во светот. Значи екстремно расте капацитетот на БРИКС во однос на нели бруто домашен производ и неговиот напредок во светот. Популација 45%. Половина од популацијата во светот е моментално во БРИКС, без партнерите. Ова е само основните членки. Каде се овдека уште 9 земји членки и 4 кои што се уште се чека одговор, со тоа што погледнете кои се земји членки кои што влегуваат. Значи погледнете колку се големи. Казахстан, Алжир, Турција, знаете ли вие колка количина на популација дополнително, ова се тие кои што не одговориле, тие што одговориле се на некој начин веќе внатре. Значи популацијата на БРИКС е далеку поголема од 45%, се разбираме. Што значи дека поголемиот дел од светот веќе е ефективно во БРИКС. Повторно, дали ви се допаѓа вас или не е битно. Тоа е реалноста моментално. Продукција на нафта во 2023 година била над 30%. Сега е верувам многу повеќе. За жал, верувале или не, скоро и да нема, значи верувам дека тоа е направено нарочно, значи не можете да најдете соодветни податоци за БРИКС. Очигледно имаме крајно големо сузбивање со цел, нели, да се направи што може повеќе да се сузбие тоа што моментално се креира, затоа што на крајот од денот знаеме дека Google во Кина не функционира. Овие американски и европејски компании во Русија горе-доле се крајно ограничени. Па затоа и во остатокот од светот исти да прават ваков тип на цензура, каде што скоро и да не може да се најдат податоци за БРИКС. И не може некој да ми каже дека нема податоци за организација која што во неа има повеќе од 50% од популацијата во светот. Тоа значи дека некој го сузбива. Експорт во светот повеќе од 25% повторно, без да ги вклучиме овдека членките партнери. Значи нема нови податоци, верувале или не, се убив од барање. Ова е најновото што можев да го најдем. Во исто време, додека гериатрија селом и понатаму се помалку и помалку представува бруто домашен продукт, значи колку производство во светот се бави во гериатрија селом, значи од 43% во 2000 година на 29% сега, а за разлика од тоа од 21 на 35,5 сега за БРИКС. Што значи БРИКС нормално, ефективно само прашање на време кога целосно ќе го згази, значи било каков тип на учество или пак постоење на гериатрија село. Нема тука што да се разговара. Значи статистиката е крајно јасна. Па дури и да има заостанување, дури и да имаме нели дефлација во Кина, дури и да е потребно уште една декада да заостанува економијата, тоа не го менува фактот. Кина не е единствената членка на БРИКС+, имаме огромна количина на членки, многу голем дел од нив растат со енормно голема брзина. Погледнете и сами.
2024 година и сите овие податоци, да не забораваме, се тоа е од западни медиуми. Значи тоа е многу битно. Јас правам исклучиво напори да ги барам овие информации од прозападни медиуми. Како нормално Светската трговска организација, Светскиот монетарен фонд, гледате дека сегде имате IMF, така, на тој начин да не може никој од северџаниве да кења дека ова е некоја руска пропаганда. Не. Светскиот монетарен фонд е левото маде на НАТО. Така да, ако они ве лажат вас, тогаш замислете која е реалната состојба. Каде што во 2024 година, прво, санкционираната Русија пораснала 3,2%, што е оприлика 3 пати повеќе од било која членка на Гериатрија 7, со 20.000 санкции, највеќе во историјата на човештвото. И повторно пораснала 3 пати повеќе. Нека ви кажуваат вас дека тоа е воена индустрија. Само нека продолжат така да ви кажуваат. Само нека ве манкаат дека наводно тоа било воена индустрија и затоа само растело. Ако е така, тогаш и на Америка растот до 2,7% е воена индустрија. И тоа може да го видиме на секаде низ светот, без разлика дали е Сомалија, Афганистан, Газа, Украина, значи тоа е истиот овој раст, ако веќе така сакате. Од друга страна, погледнете и другите членки на БРИКС и нивниот раст, кај што имаме раст некаде дури и по 5-6 пати повеќе од растот на развиените Гериатрија 7 земји. И нормално сега овдека секој од овие стандардни северџани би рекол, да, ама они се развиени, нив многу потешко им е тоа. Не. Баш напротив, во оваа ситуација они сами си го направија. Тоа не може да имате раст и економски развој ако ефективно се наоѓате во војна со Истокот, посебно со вашиот претходен најголем партнер за суровини, посебно кога станува збор за енергенција, тоа е Русија. Значи, ово што го гледате овдека, овој мал раст е тоа. Значи, они сами си ја пресекоа гранката на која што седеа, во која што беа удобни, затоа што има многу ефтина, да речам, енергенсна структура која што ги снабдуваше одлично. Сега со американците со 3 пати поскап газ, нека име Господ на помош. Само толку им да кажам, пошто нали се многу паметни, супер си ја направија и пак, значи сакале ви или не, тоа е реалноста. Моментално гледаме дека не постои држава во БРИКС која што не е барем 2 пати со поголем бруто домашен развој од овие напредниве Гериатрија 7. И ова не е еднаш, значи ова не е само оваа година, гледаме дека ова е веќе последователно неколку години, се очекува да биде уште поголема разликата во иднина. Дополнително, дали е воопште возможно вие да ставате тарифи на овие земји? Еве да видиме прво од овој аспект. Вели БРИКС плюс, че ова е со новите партнери, во 2024 година со новите партнери поседува негде околу 42,4% од вкупната количина на FX, Foreign Exchange Reserves. Што значи дека сите оние валути за размена, така како што ги имаат помеѓу себе државите, 42,4% од сите валути во светот се во рацете на БРИКС плюс. Што значи дека вие ако ставите тарифи на овие земји, ефективно вие само може да ги натерате уште побрзо да се оттарасаат од вашите долари, не во друга ситуација. Сега ќе покажеме нормално и од она што реално се случува во БРИКС, ова е само да ви покажам како прилика изгледа. Во исто време, се повеќе и повеќе се зголемува процентот на злато кој што го посетуваат БРИКС плюс членките, односно нивните централни банки. Зошто е тоа? Баш заради ваков потенцијален шок во кој што Западот, нели, како што знаеме дека е тинејџер моментално во своите фитови, нели, во своите глупости кои што ги прави моментално и она не знаеме како па ќе ескалираме, така. Значи тоа го прават паметно и моментално гледаме дека се спремаат за тоа што следува. Јас и понатаму верувам дека ќе имаме поделба на светот на 2 блока минимум. Значи тоа го гледаме се повеќе и верувам дека тарифите и ова отворена трговска војна која што ја спрема Трамп само ќе го забрзаат овој процес доколку се случи. Значи да напоменеме, ова е доколку Трамп на вистина ескалира и стави 100% тарифи на сите земји од БРИКС. И сега ќе видиме дали воопшто он има потреба, значи толку голема колку што Трамп замислува, да увезуваат во Мурих. И сега, значи 20% од вкупната количина на трговија во светот е во рацете на БРИКС плюс. Сега гледате, тоа е интересното. Вие имате 1 милиарда луѓе, Гериатрија 7, кои што имаат огромна количина, така речено, од пазарот во светот, само затоа што се бивши колонијалисти, затоа што држат огромна количина од овие земји под контрола, тоа го гледаме активно и тоа посебно во Африка. И сега на една сторона вие замислите 45 и повеќе проценти од популацијата во светот држат само 20,4% од глобалната
трговија. Значи тоа дефинитивно ќе се промени. Нема дали они сакаат. Само прашање на време е. Значи мнозинството не можете вие да го контролирате постојано. Само прашање на време е кога тоа ќе се промени. И сега, ако продолжиме понатаму, погледнете. Значи гледаме дека трендот на пад на доларот не е од вчера. Значи некој ако вас ве убедува дека тоа е као сега некоја нова мода на БРИКС, значи тоа е лага. И тоа може да го видите овде дека од 2000 година кога практично меѓудржавните резерви, зборуваме за резерви на странски валути кои што ги држат централните банки, повеќе од 70% биле во долари, сега се 59 и тоа до 2021 година. Сега е уште повеќе падната. Од 2021 година до 2024 година, значи гледаме дека истото паднал на 58,2, скоро уште 1%. Ова е многу кога станува збор на светско ниво. И гледаме се повеќе и повеќе ќе продолжи да паѓа. Значи ова е до 2023 година, ако не слажам, така? До 2024 година. Значи официјално 2024 година 58,2% од вкупната количина на странските резерви на странски валути се во долари. Значи ние сме стигнале до половина. Каде мислите дека ова се движи? Јасно ли ви? Пак ќе кажам, не е ова дали вас ви се допаѓа или не. АМФ ви го кажува ова. Пак ова не е на Русија, на Кремљ пропаганда, ова не е на Пекинг пропаганда. Ова е вашиот интернационален монетарен фонд, SWIFT, Светската трговска организација, така. Сега, да, реално тарифите на краток рок имаат голем ефект. Зошто? Затоа што можеме да видиме дека моментално членките на БРИКС кон Мурика имаат голем, да речем, голема количина на увоз во Мурика, за разлика од тоа има многу помала количина на увоз во членките на БРИКС од Мурика, што значи дека ваков тип на тарифи нормално повеќе ќе ги погодат овие земји наспроти Мурика, но уште една битна работа која што треба да напоменеме. Ако вие се сеќавате, истото го зборува и за Русија, така. Значи се кажуваше дека готово тоа е рабл to рубл, сега ќе им пропадне економијата, нема да може да извезуваат. Што се случи? Се прилагодија, така. И прост пример за прилагодувањето е токму овој чарт. Welcome. Интересира од кого е исто така направено. Значи Visual Capitalist очигледно не е направено од Русија, само со IMF повторно. Значи Интернационален монетарен фонд повторно е прозападен медиум овој кој што го прави ово истражување. Гледаме дека во сопствениот блок, во однос на тоа дали се наоѓаат на гериатрија 7 или БРИКС, гледаме дека се повеќе и повеќе се зголемува размената на продукти. Значи секој од овие членки на БРИКС и гериатрија 7 се повеќе и повеќе тргува со сопствените членки и обратно се помалку и помалку тргува со другите членки, со исклучок на очигледно Индија и Јужна Африка, кои што се реално и неутрални земји, но се останато гледаме дека се повеќе и повеќе се врти кон сопствениот блок. Значи тоа е тоа што ние постојано го зборуваме и ова многу јасно го покажува. И погледнете овде, че ова одвој успеав да го најдам, верувале или не. Значи еве како изгледа моментално до 2021-2022 година оприлика, значи ако не се зашаме до 2021 моментално, сега дури немаме нови податоци, не можам да ги најдам нигде, верувале или не, вели како изгледа тргувањето помеѓу земите членки на БРИКС и тоа овдека се нормално основните 5. Каде што гледаме дека се повеќе и повеќе се зголемува меѓусебната трговија, како во процент од GDP, така и во процент на милиони долари трговија помеѓу овие земји. Сега, тоа е интересното, што они одлучија тоа да не биде во долари, тоа е најдобриот дел од целата оваа приказна во која што на Трамп моментално нема да му успее тоа со тарифите, барем јас така гледам, останува да видиме, никој не може да знае, времето ќе ни покаже, но една битна работа која што треба да спомнеме од последниот самит на БРИКС. Користат се повеќе локални валути помеѓу членките на БРИКС за помеѓусебно тргување. Значи ова беше една од главните теми во Казан. Така, ова не е за џабе, ова го направија со причина. И моментално тоа се повеќе и повеќе огледаме. Односно, првата битна работа која што треба да спомнеме, која што Трамп никогаш не ја спомнува, е проектот Enbridge, кој што беше направен за CBDC проектите и меѓусебна размена помеѓу неколку од главните членки на БРИКС, меѓу кои Обединетите арапски емирати,
Хонг Конг, односно Кина во оваа ситуација, Тајланд, ова е самата Кина, кој не се лажам да, и овдека се приклучи и Саудиска Арабија. Допрва, сите оние членки на БРИКС кои што ќе имаат своји CBDC проекти, верувам дека исто така ќе станат дел од овој проект mBridge. Значи, ова е меѓудржавен мост за размена на дигитални валути на централните банки, односно CBDCs. Што значи, долар не е потребен. Вие имате автоматско трансферирање од една во друга валута. Така, значи дека они веќе работат на меѓусебен мост за државните пари, кои што ќе бидат во дигитална форма, кои што гледаме дека секој од овие членки веќе активно ги развива. Втората е BRICS-Pay, која што е направена за кого? За секојдневните граѓани на сите овие земји. И тоа овдека може да видите јасно дека сите членки, и тоа вклучувајќи и некои од партнерите, се моментално дел од оваа така решено унија на BRICS-Pay, каде што можат да ја користат оваа апликација за меѓусебно плаќање во локални валути во секоја од овие земји. Ефективно постои. И еве овдека јасно да не испане дека ова е само нели, значи еве точно вели вака. A planned decentralized and independent payment messaging mechanism system for BRICS nations to trade with each other through their own currencies. Што значи дека ова е практично замена на SWIFT заедно со mBridge. Значи јас колку што успеав да разберам, BRICS-Pay функционира на mBridge, кој што самиот по себе представува замена на SWIFT системот од кој што Русија моментално е исклучена, има санкции против Кина, што значи дека они си прават паралелен систем кој што треба да функционира за меѓусебно плаќање во локални валути. Точка. 0 долари по трансакција. Се разбираме? Нема долари. Не се потребни долари за меѓусебна размена. Ефективно, самата CBDC платформа, односно во оваа ситуација mBridge, значи ние го објасниме, погледнете го последното видео за BRICS самитот, кое што ќе биде во дескрипција на истото, значи ќе биде ставено во објаснувањето, кое што ќе може да го погледнете после завршувањето на самитот, дека ефективно имаме ситуација во која што они имаат дигитален систем замена на SWIFT во напредна верзија, кој што им дозволува да прават размена во локални валути без користење на долар. Така да тарифи, еве што може само да направат на овој систем. Се разбираме? Сега, следна битна работа. Ние тоа го гледавме активно, значи, нели, за време на БРИКС самитот и после самиот БРИКС самит. Со тоа што знаете и сами дека веќе ефективно многу се разговара за БРИКС бакс. Значи, како и да ќе се нарекува тоа како валута, каде што, значи, се сеќавате на ова што го држеше Путин. Ова мислите дека е за џабе направено? Значи, ова што гледате овдека е само мокап. Значи, ова е само некоја првична верзија на тоа како потенцијално би изгледала една валута на сите членки на БРИКС заедно. Тоа не значи дека ќе има ваква валута, нели, хартиена, може би ќе биде само дигитална валута, но понатамошниот развој од финансиски аспект на овие членки може да доведе до тоа. Сега се фокусираат на проширување, понатаму ќе видиме како се тоа ќе се развива. Само да ја потсетам на сите оние северџани кои што зборуваат дека ова не е возможно. Истото го викаа кога јас бев дете, дека нема шанси да се случи еврозона, дека нема шанси да се случи евро како платежна валута. Користите евро денеска? Само да ве потсетам. Ако може евро, верувале или не, посебно кога станува збор за закана од овие бивши колонијалисти, неоимперијалисти, дефинитивно глобалниот југ ќе се соедини за да се заштити самиот себе си и тоа активно го гледаме во последниот период. Сега, дали тоа ќе случи или не останува да видиме, ова е само нели што моментално сме виделе, а дека ефективно ова може да се случува и се случува, значи ова не е некоја си замисла во иднина, не. Ефективно сега се случува. Значи моментално на руските берзи не се тргува со долари, има 0 долари за тргување, можеби некоја мала количина, но ефективно сите трансакции на руските берзи се заменети со јуени. На тој начин целосно се избегнуваат така речено сите овие потенцијални санкции, забрзнување на нивните берзи, ништо од тоа не се реализираше. Што значи дека ефективно Русија најде лек за сите санкции, Русија и понатаму функционира, успеа да го превземе јуенот во оваа ситуација со цел да продолжи понатаму да функционира. Значи дека ефективно може, така? Втора работа, помеѓу Русија и Кина моментално има 0 долари во меѓусебна трговија. Русија и Кина се две од најголемите економии во светот
Русија е на прво, се извинувам, Кина е на прво место, Русија е на четврто место, нели го превзема пред само некој месец од Јапонија четвртото место, затоа што нели санкции има за тоа. И ефективно уште од 2023 година вели 95% од вкупната размена помеѓу Кина и Русија е надвор од долари. Сега е 100%. И тоа го најавија пред неколку месеци, ефективно не се користи ниту $1 за меѓусебна трговија на две од топ 4 економии во светот. Ви кажува тоа нешто? Значи можело, а? И шо ќе стават тарифи? Чекај, Русија шо ќе стават, кажете ми, после 20.000 санкции. На што друго санкции ќе стават, кажете ми? На шо? Значи тоа е смешно да ви каже некој дека дополнително ќе стави санкции, сега новите санкции ќе почне да функционираат. Смешна работа. Друга битна работа. 17 јануари. Како што се припрема Западот, така се припрема и Истокот. Сеќавате дека имаше голема посета од битни функционери од Техеран, односно Иран во Москва. Значи моментално постои меѓусебна соработка на централните банки на Москва, во оваа ситуација Русија и Иран, за меѓусебна трговија во локални валути. Ефективно, МИР е SWIFT системот на Русија, кој што е за Русија и оние околни земји кои што се бивши СССР, каде што моментално се додаде и Иран во оваа ситуација за да може да функционираат надвор од санкциите. Значи функционираат на сосема систем надвор од SWIFT, кој што не може да ги казни. Од друга страна, што ќе ги казните Иран и Русија, кои што се најказните земји во светот? Уште што? Значи, да не забораваме дека овде ќе има и воена соработка, за која што ќе разговараме во друго видео, затоа што овде сега не разговараме за војниот дел. Обединетите арапски емирати и Хонг Конг, монетарниот авторитет, се моментално во финансиска соработка, повторно зошто? За се повеќе да се зголеми што? Меѓусебната трговија со локални валути. Значи, тоа веќе се случува, не е дали вас ви се допаѓа или не. Моментално го гледаме ефективно. Индија и Русија, вика, и понатаму, нели, се преговара за трговија во локални валути, така? Значи, повторно, на Reuters се ова, не е на Рубля News, така? Значи, се тоа што гледаме моментално ефективно се случува, без разлика дали им се допаѓа на северџаните и останатите поданици на Мурика. Сакам да ви кажам дека се повеќе и повеќе тоа што моментално го гледаме, води кон ова. Води кон буквално поделба на блокови, која што гледаме овдека на оваа мапа, значи води кон така речено ефективно поделување на еден блок кој што ќе биде фокусиран на меѓусебна размена и друг блок кој што ќе биде фокусиран на меѓусебна размена, а тарифите на Трамп може само да го забрзаат овој процес на поделба на блоковите, да се надеваме дека нема да биде тоа случај, за да се на крајот на денот тоа не одговара на никого, вклучувајќи и нас како инвеститори, затоа што е многу проблематично кога ќе имате целосен прекин на трговска соработка помеѓу овие два огромни глобални блока, но како и да е, значи не е во наши раце, не можеме ништо да направиме околу тоа, можеме само да се на некој начин припремиме за она што потенцијално доаѓа. На долг рок никој не може да ви каже со сигурно што може да се случи, ова е само моја проценка на ситуацијата, така да немојте да очекувате дека 100% вака ќе биде направено сето она што ние го разговараме, на крајот од денот се зависи од тоа како ќе се постават двете страни и како ќе изгледа на некој начин преговарањето помеѓу овие две страни. На двете страни не им одговара да се прекине целосно соработката, но пак ќе кажам, значи на нас е да следиме што се случува и при тоа соодветно да се поставиме и заштитиме на пазарот. Самиот канал ќе може да најдете видео кое што е буквално содржината на едукациониот материјал кој што го поседуваме. Имаме повеќе од 1500 видеа, така да моментално е малку тешко за новите членови да најдат тоа што им е потребно на канал, така да погледнете го видео кое што ќе ве води низ нашиот канал и што каде можете да најдете. Дополнително, под секое наше видео во дескрипција прво може да најдете содржина за тоа што моментално се зборува во самото видео, за да не мора да гледате нели цело, можеби сакате да видите точно некој дел од истото. Ги имате линковите до нашата Patreon заедница, не заборавајте дека моментално на истото може да добиете 7-дневен бесплатен период да видите како е да се биде дел од нашата Patreon заедница, потоа линк до нашата CryptoGameGA кооперација, овдека се нашите две, да речем, апликации за добротворни цели, каде што на овие блокчейн адреси заедно со Купи кафе апликацијата, се што ќе биде пратено е нешто што ние користиме за добротворни цели, кога ќе добиеме доволно средства, сите овие трансакции кои што ги гледате овдека заедно со блокчейн адресите на транспарентен начин ги доставуваме до некоја, да речем, добротворна цел во Македонија, како што во последниот пат тоа беше црковна организација од Велес, тоа донации од 800 и 700
евра во нормално прехранбени продукти. И нормално, значи, се тоа е со цел да помогнеме што може повеќе на македонците дома, кога нормално ќе има доволно средства на овие два, да речам, извори. Дополнително ги имате нашите социјални мрежи, следете ги, затоа што имаме дополнителни информации надвор од овој, да речем, едукационен блок. И овдека се нашите резервни канали на кои што ги објавуваме сите наши содржини паралелно. Со тоа што Рутуб е последниот канал кој што го додадовме, каде што во утринските часови дополнително објавуваме по едно видео од нашиот енормно голем курс од 133 видеа за напредна фундаментална и техничка анализа на пазарите, така да на тој начин ќе може да го заследите овој курс до напредно ниво заедно со останатите членови на нашиот канал. Така да ви благодарам, се надевам уживавте и се гледаме останалото видео. Поздрав од Крипто Гемичија.